Италијанските лозија ги испразнија градовите од истокот во потрага по подобар живот со торби полни храна, бугарски пасош в джепи со надеж дека сезоната за работа ќе им донесе плодна печалба. Само за 3 дена заминаа 500 луѓе од Делчево и Каменица, најавувајќи ја сезоната за работа на италијанските лозија. 6 евро од ден, од 2 сат. 6 евро и 8 сата работиш, 9 зависи како ти речат. За тука работиш за 200 денара работиш. Тамо од винарница тука е наплата наша. Колку е приход? Планираме по 2000 да не сме чести. Вработени и невработени работници, но и административци заминуваат на печалба. Меѓу нив е 41 годишната Јулија, која со години работи на италијанските лозија. Па 2-2,5 месеца колку имаме услови за работа. Значи притисокот е подруг, начинот на работа е подруг. Таму работниците да ги ценат малку на подруг начин и се е малку подруго. Овие луѓе не се горди што заминуваат, но нив ги тера екзистенцијата. Па јас сум таму стално, мисля, 8 години. Фамилиарно сум тамука, ама јас сум кај газда, не сам преку тие кооперативите. За живење има. Тука нема ни за леп, ни може да друго што да прави. 3 автотранспортни фирми возат секој втор ден за Италија. Секој трети ден по 3 автобуса. Мислам од нашата компанија. А плюс другите компании ще имат нагло се бега народ. Колку компании водат? А има 3 компании. Плюс со коли, плюс комбиња што носат има многу. Многу луѓе. Значи моментално оваа сезона ние имаме пренесено околу 350-360 до сега. Овде се празнат градовите, а во Италија се полнат училиштата. Чуват дека има у Пиемонте околу 40.000 македонци. 210 ученици имало од прво до 8 ден. Тоа го знам, тие информации. 130.000 у Италија дека биле комплет македонци. Тие се званични бројки од, мислам, од државата. Сезоната за работа по европските лозија ја започнува Италија, а ја продолжува Швајцарија и ќе трае се до крајот на септември. Се очекува илјадници македонски печалбари ова лето, надежта за подобар живот да ја побараат на плантажите со лозија, но колку од нив нема да се вратат.